довгодина до Амина, мир во светот да владее, а Македонија да воскресне. На Стара Нова година или Македонска Нова година, тогаш е и Свети Василije кој е роден во времето на цар Константин во 329 година во Касарија, Кападокија, во денешна Турција, кој потекнува од богата фамилија. Најпрво се школувал кај својот татко, но по неговата смрт продолжил во градот каде што се родил во Кесарија, за да потоа оди во Цариград и на крај во Атина, каде ја проучувал филозофијата, реториката, диалектиката, астрономијата и медицината. Оди после тоа во Ерусалим, каде по неговата 30 годишна возраст се крштава во реката Јордан. Во 360 година прво е поставен како ѓакон, а потоа за свештеник, за да во 370 година станал епископ. Починал на 31 декември 378 година, а свечено бил погребен на 1 јануари 379 година. Дел од останките на Свети Василije се наоѓаат во црквата Свети Кирил и Методи во Струмица, а за црковните богослужби е нарекувани како пчела на црквата Христова, која дава мед на верните, а осило на крвоверниците. Василевата литургија се служи 10 пати во годината, и тоа на 1 јануари, исто така на Божик, на Велики четврток и на Велика сабота. Neka vide
На денот на Василица тогаш се става во лепче пара или во самата пита и тој што ќе го добие, што ќе ја добие парата, тогаш е најсреќниот во годината. Парата се става пред иконата за целата година. Потоа помладите одат кај постарите, кај кумовите да им го честитат празникот Василица и првиот ден од новата година, додека пак дечињата со прачка од дрен ги одират најпрво домашните велејки сурова година за да бидат здрави како дрен, а потоа одат и кај другите нивни роднини каде за возврат добиваат пари. Да сум барем еден дедо мраз, па со санка да ви дојдам меѓу вас. Сите желби ќе ги исполнам за час. Баш ќе биде генијално, ако тоа биде стварно. Сите желби ќе ги исполнам за час. Да можам да сум снегурка, светла нежна како детска насмевка. А од него да си летнеш и на двака да ни светнеш. Сон во јаве ќе ви претворам за час. Баш ќе биде генијално, ако тоа биде стварно. Сите желби ќе ги исполнам за вас. Милион светла нека горат, лампиони и балони. Стара година ќе мине покрај нас. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. Генијалци, среќно да ни биде. Милион светла нека горат, лампиони и балони. Стара година ќе мине покрај нас. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. Генијалци, Среќно да ни биде. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. генијалци, среќно да ни биде. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Милион светла нека горат, лампиони и балони. Стара година ќе мине покрај нас. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. Генијалци, среќно да ни биде. И со новата што иде, генијално ќе ни биде. Генијалци, среќно да ни биде. Генијалци, среќно да ни биде. Среќна нова година! Василица се паѓа во така наречените некрстени денови што траат од Божик до Водици, кога според легендата Исус не бил крстен и ѓаволските души се мачеле да го излажат за да не се крсти и да не се исполни Божјата волја. Токму затоа има и обичаи каде некаде се нарекуваат бабари, русали, во Охридско и Струшко василичари или емшири, потоа во Скопје махалари, во Емборе, Дебро и во Костурско и другите делови на егејскиот дел на Македонија пак се викаат ешкари. Но потоа, значи, кога се спротиставуваат лошите со добрите духови, секогаш добриот дух победува, а после тоа одат на оро да играт оро прво посебно, а потоа заедничко оро.
Се тоа беше се во вечерашна наша емисија. Благодарејќи ви што другарувавте со нас, почитувани сонародници, би сакала да ви пожелам добра седмица со желба да имате, да бидете во добро здравје и расположение и повторно да не слушате идната недела од 6 часот попладне на 101.3 FM, каде покрај другите информации ќе продолжиме со рубриката со профил и ликот на нашиот познат сонародник Томе Танасовски Шарковски. Од студиото на Глас од Македонија, добра ноќ ви посакува вашиот уредник и водител Драгица Белчевска.